Почитувани Ременски, дајте да бидеме искрени пред самите себе си и да бидеме искрени пред граѓаните, кои што и вас и нас не гласале. И верувајте, граѓаните не пијат мастило и многу добро знаат и на свој грб ја имаат почиствувано, еве, за период од една година, политиката или стратегиите или било како, кои што ова влада ги превзема во насока на девалвирањето пред се на граѓаните во Република Македонија. И вие и ние сме сведоци за катастрофалните политики кои што ова влада ги превзема и стратешки негативните чекори исто така кои што ги повлекува. И еве, ајде да си поставуваме прашања и да се дадеме одговори. Ве прашувам, дали се задоволни земјоделците од стратегиите и политиките кои што ова влада за еве не една година, но за 10 месеци ги спроведува? Не. Дали го оправдувате она што се случува во здравството, почитувана колешка, 35 мртвороденчиња за само 3 месеци, јануари, февруари, март? Верувам дека не. Дали сте задоволни од економските политики, кога имаме само 0% раст на брутодомашниот производ? Сигурно дека не сте. Дали го оправдувате девалвирањето на администрацијата и мобингот кој што се врши врз неа? Сметам како човек кој што ве познавам, не го поддржувате. Ама денес тоа треба да го аминувате. И вака, почитувана Ременски, можеме до бескрај. Дали поддржувате и аминувате некој да ве деградира, оценува и да ви поставува ултиматуми, дека ќе бидете призната и дека ќе ви го дадат местото кој што природно ви припаѓа во ЕУ и НАТО, само и само да се откажите од името, од јазикот, од идентитетот, од културата, од историјата. Но, ајде тоа да го оставиме. Ајде да ве прашам за скандалите кои што ги тресе или ги треса сите министерства на ова влада, дали тоа било Министерство за труд и социјала, дали тоа било Министерство за образование и така натаму, но еве нема да одиме подалеку, ќе се задржиме за она што мојот колега Крсто Јовановски го начна за најпресниот скандал кој може да го наречеме скандал со меѓународен размер, поврзан со Министерството за информатичко општество. Се работи за дигиталниот самит на Западен Балкан кој што треба да се одржи тука во Република Македонија на 18 и 19 овај месец и ме интересира дали вие одобрувате и поддржувате ваков гест на министерот кој без тендер во 4 очи, типично СДСМовски, им поделил ни малку ни повеќе 13 милиони денари без ДДВ или 250.000 евра на скопски компании кои што се блиски до него. Ве молам, какво е вашето мислење за овај скандал кој што го тресе Министерството?